Партијата Дом предлага владата да прогласи вонредна состојба поради екстремното аерозагадување. Тоа е последна можност граѓаните да ја запомнат владата во заминување барем по нешто полезно за нивното здравје, зашто податоците за 1200 смртни случаи и финансиски загуби од 250 милиони евра годишно како резултат на загадениот воздух се поразителни, соопштуваат од Дом. Тоа е и темата, почитувани гледачи, каде ви посакувам добре дојде во денешното издание на Очи во очи, за која што и ќе разговараме во оваа емисија на 0260 91 924 0260 91 925. Она што исто така дополнително кога станува збор за аерозагадувањето е и утре најавениот протестен марш во Скопје поради загадувањето на воздухот. Но во пресрет на сето ова, да се подсетиме на прилогот кој го правеше колешката Христина Новевска во текот на вчерашниот ден, кој произлегува како извештај токму од средбата на градоначалниците на скопските општини. Градот Скопје повторно без конкретни мерки против загаденоста на воздухот. Денешната средба на Коце Трајановски со скопските градоначалници резултираше само со дискусија за можни решенија, но не и со тоа што конкретно ќе се превземе за состојбата за која и лекарите излегоа со црни статистики. Трајановски им порача на топлификација Јелем да ги намала цените за парно грејење. Од градоначалниците побарал да се вклучат во субвенциите со печки на палети, а од новата влада очекува да се обнови тендерот за гасификација. Се надевам дека со формирањето на владата подитно би требало да се објави новиот тендер за гасификација на градот Скопје, со оглед на тоа, за жал, со оглед на тоа што пропадна претходниот тендер за гасификацијата на скопскиот регион. Зошто при енормни параметри на загаденост во делови на Скопје и по 20 пати повеќе од дозволеното, градот не превзема краткорочни мерки како регулација на сообраќајот по примерот пар-непар, Трајановски се повикува на другите институции. Значи пар-непар поведува Министерството за животна средина, Министерството за здравство и Министерството за внатрешни работи. Значи тоа е регулирано со закон и вие тоа го знаете. Ние како град Скопје минатата година сме побарале, еве сега навршија 10 години, ќе има комитет овие денови, ако не утре, задутре, за животна средина, ќе го отвориме и ова прашање. Ветерот денеска ја намали загаденоста на воздухот, но проблемот останува. Неколку еколошки здруженија за среда го најавија вториот протест против загаденоста, на кој од градоначалникот Трајановски ќе побараат воведување на сет мерки за заштита на населението од канцерогените честички. Неодамна мобилната апликација која ја мери загаденоста на воздухот кај ректорат измери 23 дена континуирана загаденост. Градот Скопје, иако има обврска да реагира по 10-тиот ден, во овој случај и по 20-тиот остана глув. Денеска Дом партијата инсистира да се преземат следните итни мерки во градовите. Воведување пар-непар по примерот на Париз и Сараево. Бесплатен јавен превоз, повеќе автобуси во јавниот превоз и јавен превоз во градови кај што ги нема. Воведување ефтината дневна тарифа за струја на домакинствата, затворање на градилиштата, зелена зона за пешаци и велосипедисти во центарот, забрана за возила под Евро 4 стандард во градскиот сообраќај, субвенции за печки со целосно согорување и квалитетни горива во домакинствата, редовно мијање на улиците со калциум, магнезиум, ацетат, строга контрола на индустриските објекти, особено ноќи и за време на викенди, и редовно собирање на отпадот. Од партијата ги повикуваат и сите граѓани да се придружат на утрешниот протест за чист воздух и здрави деца. 0260 91 924 или 925. Добар ден и добре дојдовте. Ве слушам, повелете. Замолам. Да, ве слушам, повелете. Имам една малу сулуда идеја. Доколку се прифати, ја мислам дека ќе биде корисна. Покрај оние стази за скијање, кој што одат оние машини, фрлаат снег, вештачки, да се монтираат на неколку овие земјоделски авиони, кои што прскаат за комарци или за нешто друго, и да исфрлаат по неколку сати директно снег над Скопје или над било кој друг град да се проба, на некој помал град, еве, ако не е Скопје е голем, над помал град, да фрла снег неколку сати. Снегот ќе го очисти ваздухот и народот ќе биде благодарен. Јас имам таква идеја, па дали не чини. Нека разгледаат, ја имам, кажам, на неколку места, али јавно вака во етер не. Добро.
Дали ќе се прифатева луѓето, нека размислат, нека кажат кој што е прифаќа или не ја прифаќа. Моја идеја е таа. Така. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и посакувам убав ден. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Андреја Јакимовска на телефон. Поздрав до вас, Андреја, повелете. Вака сега, баш неколку пати барав, не може да ве добијам. Баш ме интересира за вашето слушно. Ќе бидем конкретна за пар не пар. Дали правно е тоа издржано? Молам? Дали правно е издржано да се воведе пар не пар? Доколку Министерството за внатрешни работи одлучи по однос на тоа, да, може да се спроведе. Дали мене некој ќе ми ги врати тие пари, што ја регистрирам моето возило за 365 или 6 дена во годината? Значи, со тоа мене ме ограничува во правото на моето движење, бидејќи јас сум платила. Еве, ја искрено јавно кажувам, дека ја таа одлука, доколку ја донесат, нема да ја почитувам, нека направат бесплатен јавен превоз. Ако е толку засегнат градоначалникот, па има пари, нека им плати на таксистите, нека возат фрај. Па ушал нека им плати на сите, нека возат фрај. Ја ќе се возим со такси, тогаш нема се возим со кола. Разбираш? Ако ја во моментот имам потреба од кола, како ја ќе треба да ја возим таа кола? Да платим такси 500 денари од крај на градот. Добро. И искрено дека сите граѓани дека го знаат ова имаат право да ги тужат тие што мислат да донесат тој закон. Бидејќи правно не постои никаде во законот кога ти регистрираш возило дека некој има право да ти го ограничи правото на движење. Може да биде отстрането движењето конкретни ситуации кога има некој изведби на патот, а не да го он регулира 24 часа да ти забрани движење на тоа возило. Значи, искрено ја би поднела тужба за тие работи, затоа што ја 16.000 платив регистрација, тука кај нас знаеме колку е тешко кога ќе дојде денот за регистрација за македонскиот граѓанин да регистрира едно возило кој ќе го вози 365 дена и не го вози ностоп, бидејќи знаеме колку е бензинот, колку е скапо. Возилата не загадуваат огнем. Тоа сите знаеме дека Истанбул колку има 18 милиони. Истанбул треба да умираат луѓето тогаш ако е возилото во прашање. Загадуваат тие кои користат парно грење и кои пикаат лајнушки, извини вака на израз, имам слушнато дека користат измет од стока, го сушат и со старо уле ги топат и ги пикаат и да горат. Тоа прави огромна температура. Тоа е проблемот, а не возилото. Нека не се дрзнат тие кои ќе донесат закон за пар, не пар, ќе имаат штета, ќе ги обештетуваат граѓаните. Секој граѓанин има право да поднесе пријава и да тужи за тоа што било право. Огнен не ме гаси сега. Ама сега не можам да ве оставам, Андреја, да зборувате цела емисија. Цело време, пола саат со една банална жена, разговарате. Значи, јас уште вчера се извинив за тоа и од друг аспект беше гледано. Ако се споредувате со таа жена, тогаш јас не можам да ви помогнам. Ајде, некој ќе ти се јави тој вол од Габранов. Пријатно ви благодарам за јавувањето. Ќе си го задржите односот на ќе обрнете внимание на односот не само кон мене, туку кон оваа емисија кон останатите гледачи и задржете го нивото. Знам дека го имате. Во услови на револт човек може да каже се што сака. Јас уште вчера се објаснив во гледачката. Градоначалникот на град Скопје најави но владино тело треба да одлучи дали ќе се вози пар не пар во Скопје. Формиран пред 3 години, наречен Комитет за здравје и животна средина, составен од министрите за здравство, за Министерство за внатрешни работи, животна средина и транспорт, градоначалници и надворешни експерти, надлежното тело ќе треба да ја усвои и предложи до владата оваа иницијатива. Но, кога ќе се сретнат, засега никој не одговара, се вели во прилогот на Телма телевизија. Градоначалникот Трајановски чека да биде поканет, председателот на комитетот министерот за здравство Никола Тодоров, иако добил уредна телефонска порака, не одговорил дали ќе биде за или против иницијативата. Од Министерството за животна средина пак велат дека нивните законски надлежности се интегрираните дозволи за фабричките оджаци, за сообраќајните решенија и одлуки кои треба да ги носи градот во сработка со надлежното Министерство за внатрешни работи. Додека во земјава
проблемот со загадувањето на воздухот се префрла од едно на друго државно тело. Жителите на Сараево веќе неколку дена по одлуката на надлежните возат со парни или непарни регистерски таблички. Ваквиот пример да го следи и нашата влада побараа од партијата на Зелените дом, а пред се да се прогласи вонредна состојба за чии што идеи веќе и ви прочитав на почетокот. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Да, добар ден, ве слушам, повелете. Огне, Да. дали може да пуштите песна Никола, Никола, нешто чудо ти се случува? Дали за тоа зборуваме денеска, господине? Па не од нив е загадени градот Скопје. Молам? Од нив е загадени градот Скопје. Добро. А за Ѓоре пуштете Лаж го Ѓоре. Ѓоре, Ѓоре, Лаж го Ѓоре. Друго? Само тоа. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Ке ги замолам гледачите кои немаат што да кажат на конкретната тема да не се јавуваат. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Слушам некој таму Ѓоре си, некој си Ѓоре. Вака. Порано имаше воведено пар-непар кога немаме гориво. Во државата. Сега дали ти си помал од мене, не е битно. И не ме знаеш, ама ќе ме дознаеш. Сметаа дека тоа, ама тоа беше поради што немаме гориво во државата. Не е тоа проблемот. Проблемот е во раководството на државата. Они не знаат што да прават сега. И сега дом, ја знам Лиле Поповска, бара прогласување военна состојба против загадување. Она е од, да речеме, од екологија, да е тие работи. Меѓутоа, со ова не се решава проблемот. Проблемот на загадувањето е човекот. И човекот е ендемично животно што не постои у светот, на земјината топка. Он ја загадува цела природа и сега бараат излез, ама нема. Сега јас барам па излез од Коце Трановски, да го наречам попот, што ги сише сите дрвени Скопје, што направи ршум, не знам што уште направи, и сега им е крив ѓаволот. Не може тоа така. И јас, ја имам друг предлог. Ајде. Предлогот е да се разреши ова влада, неспособна за Македонија да влада. Добро. Не ги бива за ништо. И сега им е некој виновен. Зошто е вака? Па така е. Епа тие честички што се произведуваат кога Ставровски дојде кај Хајтеч, ја бев лично со него заедно, Хајтеч го затвори тоа кај што го изфрлаше тој цијаминит у Вардар. И они чутева. И немаше никаде да се јават. А не е само тоа. Има и други работи. Не е проблем до возилата и до нешто друго. Проблемот е во нешто друго. Проблемот е да се смени власта. Добро. И да го реши овој проблем, затоа што не е само тоа што они го прават. Има и други работи. А работите се во тоа што, уствари, проблем е човекот. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Критика за најавената краткорочна сообраќања мерка и за долгорочните мерки и субвенционирање во топловодната мрежа како и идна гасификација на градот дојде од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Го обвинија градот и владата дека со години не инвестираат државни пари за поквалитетен воздух. БЕГ, односно топлификација во заграда, под контрола на лица од фамилијата на Никола Груевски, можеше да ги мотивира граѓаните да се греат напарно, наместо да ги принудува да се исклучуваат поради лошите услуги. Груевски и Коце Трајановски можеа да овозможат субвенции за пелети на граѓаните, наместо да потрошат над 630 милиони евра за криминалниот проект Скопје 2014. Од партијата ВМРО-ДПМН одговорија со долг список на преземени мерки. Според нив, улиците постојано се прскаат со магнезиум ацетат, средношколците и повозрасните граѓани се возат бесплатно. Понатаму, од партијата наведуваат дека се посадени 1.000.000 дрвца, а низ градот се обраќаат и нови автобуси.
Сега на потек е актуелниот владин комитет за здравје и животна средина, кој има помалку од 2 месеца до формирање на нова влада да донесе краткорочни мерки. Од него јавноста досега слушна препораки како да се храни населението, што да јаде и што да одбегнува, тогаш заклучоците ги соопшти премиерот тогашниот Никола Груевски. За ова тело стои усвоената стратегија и акциски план за здравје и животна средина до 2020 година, каде на квалитетот и на амбиенталниот воздух, кои се опишани во една реченица, понатаму не се наведени стратегии како да се подобри квалитетот. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Па Насредин Оджа прво ќе го натепал неговиот врав, па после ќе го пусти по вода, да не ја скрши стомната. Па кај нас тука работата, значи прво сите глупости ги направи, испосекува дрва, пола водно го нема. Се изградива згради кои што не дозволуваат провев на воздухот. Не знам која, ако се уште имаме некоја фабрика, дали имаат филтри, дали на прљавите води се прави детоксикација, па да се пуштат во оптек. Значи, сите тоа се работи кои што треба да ги направи концентрирано владата и тие понатаму, што треба да имаат барем некакво познавање од екологија, а не си да дозволива да прават 300 чуда и да трошат пари на све и свашта и сега олеле, па нема олеле. Јас не се сеќавам кога се измиени улиците. Се сеќавам порано дека постојано одева цистерни кои што ги миева улиците од прљавштината. Ја не сум видела цистерна да мие улица. И ако знаете, ајде, изнесете, кажете каде има филтри. Имаше проблеми со филтрите на рафинерија, не знам уште каде, гледате, топификација тука во Карпов 4, каков испушта неверојатна прљавштина од нивните оджаци, нема филтри. Ајде, каде има филтри, нека каже некој. А неки ми прави тркала, мркала, што ти ја знам тамо, со глупости се бават, не седнале, па треба човек прво со стручњак да разговара, да се почитуваат мислењата на стручњаците, а не они све знаат. Дали е за медицина, дали е за екологија, дали е за економија, све. Нема што не знаат, они се све знаечи. И па затоа дојдовме до ова. Добро. Ала. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дневниот вестник Вест пренесува од пред 40 минути. Денеска е укината мерката забрана за движење на одделни моторни возила по системот пар-непар, што во Сараево беше воведена заради алармантното загадување на воздухот. Танјук јавува дека мерката беше во сила само 2 дена. Полицијата вчера и денеска не ги казнуваше возачите кои не се придржуваа кон наведените правила, туку само пишуваше предупредување, наведува Clix.ba. За управните лица кои не се придржуваа кон мерката беше пропишана парична казна во износ од 1000 до 5000 конвертибилни марки, а за физичките лица од 500 до 1000 конвертибилни марки. Медиумите во Босна и Херцеговина вчера јавија дека мерката веднаш дала резултати, бидејќи судејќи според податоците од мерните станици, нивото на загаденост било намалено. Забраната не се однесуваше на возилата на полицијата, Министерството за одбрана, на јавниот градски превоз, такси возилата, итната помош, пожарникарите, комуналните предпријатија, возилата на инспекцијските органи и возилата со дипломатски таблички. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Поздрав од Чаир. Поздрав до Чаир, од нас повелете. Сирот народ бара спас од ајдуците. Од ајдуците бараме спас да преземат мерки против загадувањето. Тешко на нас. Тешко на нас. Значи, не можеш од ајдук, од лопов, кој што ја води државата цели 10 години, да бараме спас. Хај не е упат. Убаво рече мојата сограѓанка пред малку. Добро. Предпоставувам, вие не паметите, јас сум некаде 55 годишен и паметам улицата овдека кај што живеам од Чаир, со соодветно возило се миеше, да не претерам, ама најмалку 10 пати во месецот. Сега, како дојдоа ајдуците на власт, зборам нарочито последниве 10 години, та од ВМРО, та од ДУИ, ја такво возило овдека немам видено. Значи, каде е вината?
Сега, се ние страв дека ќе го окривуваме златниот Господ, дека тој е виновен. Тој треба да се преземат мерки. Нели, пак ја спомнам жената што спомна пред мене. Сите стручњаци, кој од кого? Кој од кого? А ке изумреме како пилци овдека. Од кого? Од ајдуците. И од ВМРО и од ДУИ. Поздрав од Чаир. Поздрав и до вас и благодарам за јавувањето. Што мислите, дали треба да се прифати предлогот на Дом кои бараат од владата да се прогласи вонредна состојба поради аерозагадувањето? Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, ве слушам. Јас се согласувам со предлог на Дом, иако ја не ја респектирам господјата Поповска. Кај нас, мислам дека треба да се забрани употреба на било кое приватно возило, осим она што го слушавте во Сараево. Службени возила, дипломатски возила, пожарна и така натаму, полиција. Нема тука, сакам, неќам што по втор пат една господја се јавува и ни држи тука предавање и со тебе се расправа зошто не и даваш многу повеќе време. Таа нека продолжи така и нека вози, дали пар или не пар ќе усвојат, јас давам предлог да се укине, да се забрани да се возат. Еден месец. А потоа ќе видиме дали ќе има некој подобрување. А да прашам сега уште нешто. Ајде. Јавноста да ја прашам. Зошто е загаден Вардар? 5-та категорија загадена река. Колку години веќе? Што презедоа? Да не ни го загадија од Босна Вардарот? Најдоа жртва, да се каже дека работат нешто, го затворија Југохром, се докажат дека и тогаш кога беше затворен колку месеци, се покажа дека тие немаат некој големо влијание на загадување во Тетово. А цело Тетово е како едно огромно ѓубрище каде сите донасаат и фрлаат колку сакаат. Како бе тука Теута Арифи воопшто не работи. Тој народ во Тетово треба да земат да ја линчуваат. Таа не смее така да работи. Таа работи против својот народ. Коце исто така. Што тука препораки ова, она, ово, оно. Забрана, крај, нема тука прича. Сега, дај да дадеме шанса на влада која е се уште да земе таа да каже. Бре, какви експерти имат? Каде се тие експерти толку и толку години? Веднаш да се забрани од 1. јануари 2017 возење на приватни возила. Нема тука сакам неќам. Во прашање се животи на стотици илјади луѓе. Јавно здравје не излегува без факти и да каже дека по 1300 се умираат годишно од аерозагадување. Што е ова? Секого ќе треба да прашаме дали се слага или не. Југохром треба веднаш по мене да го пуштат да работи. Луѓе да живеат таму толку и толку фамилии. А тие дај, еве да се каже Југохром. Го најдоа Југохром, зошто? Сигурно бараа многу пари за мито и не добија од газите и сега викат додека не ставите филтери, нема шанса да ве пуштиме. Ке мора да ги пуштат. Толку фамилии зависат од тој Југохром. Срамно. Не знам огне што се случува, но нема, не функционира држава и така нема ништо да не биде. Река загадена, кој е крив сега за таа река? Жални врви 250.000 евра платија 3 врвчиња, а ги имаме во изобилие за изот, за по 3 евра би биле пресеци и најголема добивка би имале во Европа. Ама, со ајдуци што рече човекот пред мене, нема шанса, бе, брате. А бе, каде дипломира за лоповлук, не знам, стварно срамно и жално. Но начекаа поволна клима, сите кои владеа во Македонија досега го плячкосуваат на разни начини народот, а овие ставија капак на се. Добро, благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Видите, ако гледам доле имате Дом од владата бара прогласување вонредна состојба поради загадувањето. Дом на Лиljana Поповска, така? Да. Лиljana Поповска каде беше кога исеча дрвата низ Скопје? Зашо тогаш, бидејќи она тогаш беше заедно со власта. И сеча дрвата ноќе, сеча дрвата и пред факултетите, и сеча дрвата. Зашто тогаш Лиljana Поповска и Дом не се огласија да кажат за дрвата, за сечење на дрвата?
Сега се појавува и она бара да се прогласи вонредна состојба поради загаденоста. Ајде, тоа е нонсенс да му се сневите. Срамота е од незина страна да се барат такви работи, кога со прст не мрдна на времето, кога ноќе тајно се сечеа дрвата и пред факултетите, а и во центарот исто на дрвана, што се кај Бристол хотелот. Тоа е. Благодарам да кажам, благодарам многу. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, што се однесува до укинатата забрана, односно мерката која што ја вовеле во Сараево, во Босна и Херцеговина за возење пар-непар. Моментно ја читам информацијата дека таквата одлука е донесена поради најавата за промена на времето, каде што самото време ќе придонесе во прочистување на воздухот, според изјавата на Чедомир Лукич, министер за просторно уредување. И затоа е тргната настрана оваа мерка, но ќе стапи на сила повторно во онен момент кога времето нема да помага во расчистувањето на аерозагадувањето, колку да биде целосна и комплетна информацијата зошто Сараево ја повлекле мерката. Утре попладне кај фонтаната во градски парк ќе се одржи протестен марш за чист воздух. Организатори на протестот се граѓани и екоактивисти. Тие соопштуваат дека протестот е граѓански и не е поддржан од ниту една политичка партија. Загадувањето на воздухот е најголемо досега, дури и до 20 пати над нормалата. Болестите и смртноста поради загадениот воздух драстично се зголемуваат. Најмногу страдаат децата кои секојдневно се движат одејки на училиште или во градинка, но и сите граѓани кои живеат и работат во Скопје. Локалните и централните власти не преземаат ништо, демонстрираат тотална негрижа за здравието и животот на населението, соопштуваат организаторите на протестот. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Многу момент само. Да, ве слушам. Не слушам јас, не чекам момент. Ајде. Добро. Сега може да се разговара. Јас 72 години дојдов од Париз овде и као студент се запосли во телевизија Скопје и така натаму. И Скопје беше тогаш еден од најубави есени, најубави пролети, најубави лета, како да ви објаснам, јас доаѓав од друга страна, пошто јас сум македонец, ама студирав во Белград и Париз, тоа 7 години траеше и така натаму. И Скопје беше еден, поготово скопска есен. Тоа било чудо, као во Париз да сте или во Белград, например, Македонска улица и така натаму. Врска нема нова ни пар ни непар. Скопје е една долина на 20-30 километра од Тетово надолу, само едно вардарче што нема таков капацитет, не е Сена, не е Дунав, не е Сава, не е Тиса таму и не знам кои дебели реки, и то не може да се спаси, стана градче од 250.000 на 700 култура. Она е за Македонија мегаполис. Значи не е то мегалополис, него мегаполис. Така. Значи да ове мајмињони и посебно е тук. Тоа е прва работа. Втора работа. Све што беше околината се прво, после ќе го патиме коте со дрвиштава. Значи да се исечи овде, да се исечи онаму, да се исечи едно време. Изворот кај што го имаме од ваму, кај што добиваме, тој е еден втор во Европа, после римскиот, најголем извор за вода. Нова растурање, нова наша некултура, нова растурање градини, правење, кисели води, продавање шпицери со државна вода, со наша вода. Тоа да има вода, тоа е невидено. Вакви извори во Европа најдете ми после римскиот, после скопскиот да го има. Но не е жеден таму. И тоа не е добро, зашто не. И таму испошумено, таму има разни труди, она потреба за това кој се. Трето, ова влегување во ти Арно Палиц го правил од Осман. Тој е чувен архитект и кога го прашал на полемика, знаеш што ми прави 75 Чамс-Елизе и Лезар со таа друга страна, а бе рекол, ова сега врадат коњи, вика, ама едно време ќе врви нешто, ќе нема место. Еве го дојде тоа и така. Значи Скопје после земјота и суд под учество до Кензо Дангете и врхунските мајстори, а Скопје му нема добра градба, разбирате, нема пропусни улици. Вие отекнете, ако сте биле некојаш. Проверите да вие од озград сите као одводно течат. Дури ките водичка имат од страна. Или во Париз појде, сите улици се читат со вода и таа се обира ѓубре и така на мислам. Добро. Сега уште нешто ви кажам. Значи ова градење во еве дојдете вајдо.
Од тие од карачите на страшно ветер, јас се кај Теготски центар, онде бисе. Оди, овие три скали што прат сега. Прво никој ги нечи, а го запазмо откупот. Од другата страна, и уште едни кули, и уште еден тој рамстер-мамстор, и што ќе как да дечеме ние. Нема циркулација, човече. И едно дете беше во ваша емисија, дали е млад, тој мене ми се допаѓа, да покаже научна идеја. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Што се однесува, да речеме, дополнување на одлуката на кантонот Сараево преку Министерството за просторно уредување, градежништво и заштита на животната средина. Тие велат дека ја укинуваат третата фаза од наречена итност, додека пак се прогласува втората фаза која вели предупредување. Под предупредување исто така од неколкуте точки за забрани имаат и забрана за изведување груби градежнички работи на отворен и затворен простор. Да, веројатно режијата даде знак дека сме на крајот, но исто така Министерството во Сараево известило и во Босна и Херцеговина известило дека и веднаш после еден ден, 24 часа од воведување на мерката пар-непар, веќе се намалена присутноста на частичките PM10 од загадувањето на воздухот и дека сараевчани имале можност да го видат небото над главниот град на Босна и Херцеговина. Ви благодарам за вниманието кое што ни го дадовте досега во ова издание на Очи во очи. Јас и вие повторно се гледаме во 18 часот во мој термин, каде што ќе ни гостува универзитетската професорка Мирјана Најчевска, а со која ќе разговараме токму за се што се случува актуелно кај нас, не само по однос на изборите, туку и по однос на односот кој што го имаат политичките партии, а со тоа најмногу пак има влијание врз граѓаните. Пријатно.